конференција на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН и да ви честитам 8-та годишнина од пуштењето на вашиот помладок. По ова особена причина што денес обележувате 8 години од постоењето на еден значен младински политички субјект кој одигра и во моментот одигрува забележителна улога во полето на младинското политичко организирање, но и во креирањето на генералната државна политика, особено во областа на младите, спортот, институционалната борба против болестите на зависност и невработеноста, сфери во кои македонското младинско живење доживеа значителни турбуленции и потреси, особено во услови на транзиционен период на изградувањето на Република Македонија. Денес државата, сите нејзини граѓани, а особено младите, се сложени со бројни проблеми и непознаници за иднината. Трансферот на власта е веќе зад нас, како уште еден успешен тест за македонската демократија. Гласот на граѓаните е даден, а решенијата да излезат од тешката ситуација се оправдано очекување на електоратот. Земјата се соочува со последиците од ситуацијата во регионот и многу искушени остануваат зад нас. Пред нас се извинувам. Од тука сите сме свесни дека предстојниот период ќе изискува огромни напори, прецизни проценки и голема ефективност на секој политички субјект, вклучително и младинските, како Републиката да извлегува од стегите на економската нестабилност, а конкретно во областите од интерес на младите, како младите граѓани на Република Македонија, ослободени од притисокот на невработеноста, би биле релаксирани од напластениот дух на дефетизам, апатија и безперспективност. Во таа насока, поздравувајќи го вашиот досегашен позитивен придонес во политичките процеси во земјата, ве повикувам на продолжување на конструктивниот курс што Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН неоспорно го манифестираше досега и го искажувам очекувањето на тој начин да ја продолжите својата активност. Дами и господа, делегати на конференцијата. Ситуацијата ни налага како политички и општествено свесни битија да дадеме се од себе постојните проблеми да ги решиме и да ги поттикнеме позитивните и конструктивните кои во општеството и политичкиот процес во Република Македонија, но и позитивниот приод од нив од страна на младите. Еден од моментите кој според либерално-демократската младина е релевантен показател дека таквата свест постои, представува и проширувањето на политичката основа на извршната власт во Република Македонија. Од тука, го користам овој совет, пожелувајќи успех во понатамошната активност на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, на крајот на обраќање да ви изразам и очекувањата и подготвеноста на либерално-демократската младина за продолжување на позитивниот тренд на меѓусебна соработка манифестиран во изминатиот период, со цел конкретен придонес во подобрувањето на ситуацијата во земјата воопшто, а пред се на младинската популација во Република Македонија. Благодарам. Му благодарам на господин Тимон Величковски од Либерално-демократската младина. Сега поканам од господин Слободан Христовски од Младинската организација на демократската алтернатива да ни каже неколку збори. Poštovani dame i gospoda, poštovana Unija на млади сили во ВМРО-ДПМН, премиеру и министр. Сакам да ви изразам моето особено задоволство и чест да ја поздравам вашата годишна конференција. Сакам да го истакнам задоволството од досегашната соработка со нашиот коалиционен партнер ВМРО-ДПМН, а особено со вашата младинска организација. Со оглед на организационата поставеност и функционалност и квалитетот на залагањата на нејзините членови, треба да представува пример за сите останати формалаци на политичките партии. Ви ги носам поздравите од Младинската организација на демократска алтернатива, а особено од нашиот председател господин Васил Чукарски. Благодарам. Бидејќи колку што сум известен, тоа се гостите што дојде од другите политички подмладоци. Не ми останува ништо друго, туку со особено задоволство да го покарам председателот на ВМРО-ДПМН.
и колеги, не би рекол младенци, затоа што се чувствувам дека сум дел од вас. Мислам дека покрај поздравниот збор и честитката за 8-та годишна конференција на Унијата на младите сили на ВМРО-ДПМН, треба да кажам дека ми е посебно мило што ова годишна конференција правиме во пресвет на два други значајни настани од партискиот живот. Тоа е 11-тиот конгрес на ВМРО-ДПМН во Струмица на 29 и 30 овој месец и исто така обележувањето на годишнината од формирањето на партијата